Се е подготвено за старт на новата учебна година. Едногласни се денеска директорите на основните и средни училишта во регионот. Се чека првиот ден од септември, а тоа значи дека е училиштето реновирано, мислам во однос на тоа дека хигиенските услови се комплетно исполнети, оделенијата се обремени со наставни средства, со сите потребни ресурси располагаме. Ние сме подготвени да стартуваме спремни, со тоа што е направено комплетна подготовка на сите ученици, направена е дезинсекција, дератизација на целото училиште. Исто така наставните средства, помагала, учебници, значи се е подготвено. Во однос на плановите за штедење во трошење на електричната енергија, се чека изготовката на планот од општината. Со договор на основачот на училиштето, односно со градоначалникот и со општината, во тек изготвување на таков план. Ние имаме најава дека ќе треба да подготвиме, меѓутоа во текот на, се надевам, на овие денови ќе добиеме и официјално барање за истото и секако сме подготвени и веќе размислуваме на кој начин по препораките да постапиме за штедење на електрична енергија. Општината го финализира планот, а истиот содржи сите електрични уреди, сијалици, осветлувања ќе бидат под контрола, за да се сведи на еден оптимален минимум функционирањето во образованието, во училиштата, онака како што досега сме функционирале, ќе продолжиме и понатаму, затоа што во енергетска криза најмалку што можеме да направиме е да штедиме. Идентична констатација за подготвеноста на училиштата, но и плановите за рационализација во трошењето на струјата е и во регионот. Ние вчера имавме средба и состанок со директорите на образовните институции, така да веќе сме спремни за следната учебна година. Подготвени се плановите, начинот за кој што ќе се штедли електричната енергија, вклучувајќи го и грејењето, така да мислам дека ние од таа гледна точка нема да имаме проблеми. Првите ефекти од спомнатото ќе се покажат есенва. Тогаш ќе следат и оценките за квалитетот и ефективноста на ваквите планови за штедење.